За смртта на нашата 6-годишна Јана, која беше здраво, право дете, ке бараме лекарска одговорност. Девојчето ни замина пред нашите очи, додека лекарите, без готови резултати, и даваа гликоза, иако им беше укажано дека шеќерот во крвта веќе е 9. Скршен од болка по загубеното чедо, ни изјави за Алфа Стојче Христовски од Битолско Кравари, татко на малата Јана, која вчера околу 13 часот почина во Битолската болница. Родителите тврдат дека кога детето го донесле во болницата, немало температура и било контактибилно. Состојбата му се влошила откако ја примило првата инфузија, а веќе при обидот, за да ја инјектираат и втора доза инфузија, шеќерот се искачил на 19 и девојчето веќе загубило свест. Ние сето ова го гледавме преку стаклото. Докторите ги фати паника, се растрчаа, викнаа и анестезиолог, но очигледно веќе беше доцна за се. Јана едва и мрдаше само со ножињата. За пократко време целосно да омалакса. Знаевме дека е готово уште кај 13 часот, но нам никој ништо не ни кажуваше. Се до 15 часот, кога ни ја соопштија најсуровата вест за еден родител. Со плачлив глас ни раскажа Стојче. Телото на малата Јана е предадено на обдукција, пошто родителите ќе ги преземат наредните чекори за да ја откријаат вистината зошто го загубиле своето првородено дете. Од Битолската болница пак тврдат дека девојчето било донесено дехидрирано и со температура и дека било третирано само со инфузија заради дехидрираноста, но други лекарства не му биле дадени. Според директорот на болницата Александар Обедниковски, кој лично го известил обвинителството за трагичниот настан, сега ќе се чекале резултатите од обдукцијата. Во меѓувреме, сите лекари кои биле инволвирани во случајот треба да дадат и писмени изјави за тоа како и со што го лекувале детето.